Но ние да преминеме нашата тема. Ке се сетите, а Трајче се сеќава, ми потврди дури дека затоа што си запишува во својот дневник таму, прибележник, дека минатата сабота навечер зборувавме на тема кој си ти, така носеше наслов темата, се однесуваше на настанот кога Јаков му го краде идентитетот на Исав, за да се добере до првенството, кое иако му било ветено од Бога, сепак тој побрзал во режија на својата мајка, да се добере до првенството и до благословите кои што го пратат тоа првенство. Значи, рековме, не бил заинтересиран толку многу за материјалните предности што ги носи првенството, туку повеќе за духовните, но и во таков случај направил греф, направил грешка, која што не смел да ја прави и се представил пред својот слеп татко како да е Исав, за да го добие првенството. И Исав, од една страна, ја изгубил радоста, го изгубил благословот, заради таа своја брзоплетост, знаете, претходно си го дал првенството за една чинија леќа, но подоцна кога татко му рекол да му подготви јадење за да го благослови, тој не сакал да испушти такво нешто. Така да и тој ја изгубил радоста и благословот, но и Јаков не добил некој благослов, и тој ја изгубил и радоста и мирот. И сите тие 20 години, знаете, живеел со голема грижена совест за сето тоа што го направил, се до моментот кога покрај потокот Јавок ќе се бори таа цела вечера со Господа, и тогаш на прашањето кој си или како се викаш, дал вистински одговор, не го криел својот идентитет, толку многу му значил благословот и рекол не те пуштам доека не ме благословиш, и на прашањето, значи, како што кажав, кој си или како се викаш, не рекол сега Исав, туку Јаков, лаж го, измамник. Признал, се покајал, го добил благословот, ја симнал таа тежина од својата совест и повеќе не се плашил, вели Елен Вајд, од средбата со неговиот брат. И знаете после каква средба била таа со Исав. Сега Јаков, како што Јаков му го украл идентитетот на Исав, а спомнавме, знаете, тоа е еден од најбрзо растечките криминални дејствија во светот, поготово сега со картичките и со електронското банкарство, кражба на идентитет, за да лесно се дојде до пари. И во прашање се милиони долари во Соединетите Американски држави само се уштетуваат илјадници граѓани, од кои што се влечат милиони долари, ги спомнав минатиот пат оној Абрахам Абдалах, кој што 2001 бил фатен, а успел 22 милиони долари да приграби, значи, од многу познати личности. Но дефинитивно најголемиот крадец на идентитети не е ниту Воја Абдала, ниту Јаков, еве како еден пример, туку кој? Самиот ѓавол е најголемиот крадец. Има допирни точки сето ова и со денешната поука. Како прво, како сме создадени ние, јас и вие? Битие 1.26, значи на самиот почеток, што е веднаш на првата страна, ако не знаете. Ако вие наопаку Библијата, тоа ќе видите на последната, ама ќе сватите дека вие наопаку, по тоа што буквите ќе ви видат наопаку. Значи, Битие 1.26, се шегувам малку, и Бог рече да направиме човек според нашиот лик, според нашата сличност, и нека владеат над морските риби, над небесните птици, над добитокот на сета земја, над сите лазачи што ползат по земјата. Бог го создал човекот по својот лик. Значи, ние сме Божји созданија, тоа е нашиот идентитет. Како прво, значи дел од нашиот идентитет е тоа дека ние сме Божји созданија, тоа го видовме и денес.
и создадени за да владееме, да управуваме на целата планета, на сите други созданија, значи уникатни и посебни како созданија. На посебен начин Господ не создал, за разлика од сите други созданија, кои што и се друго, значи Господ создал со здивот на својата уста, изговарајки со своето слово, но човекот го направил со своите раце, како круна на своето создавање во својот лик. За разлика од така наречените многу и како рековме денеска во пуката, како беше оној наслов? Експерти за стручнаци за заблуди, така беше? Такви, така наречени стручнаци, експерти, почнувајќи од Дарвин, и не само дарвинизмот и еволуцијата, туку и ред други напади се вршат, а сето тоа под диригенство на Луцифер, да го украде, да го сруши тој наш идентитет, дека ние не сме Божје создание, туку ние сме настанали од некои пониски врсти. Видете, тој Божи лик, за жал, не се задржал многу долго и човекот паднал во грев. Како ги намамил ѓаволот Адам и Ева да погрешат? Ги навел да мислат дека не се она што се. Че повторно ги ударил на идентитетот. Односно ги навел да мислат дека можат да станат богови, да бидат како богови. И со тоа што ја намамил Ева, подосна и Адам, сакајќи да видат, да се гледаат дека може би имаат друг поинаков идентитет, тие го изгубили тој што го имале. Паднале во грев, знаете, изгубили она светлина, облека што ја имале. И човекот од тогаш е паднат во грев, но не е оставен сам на себе. Туку Господ подготвил еден совршен план за да го врати назад и да го врати Божиот лик кај човекот. Но претходно да го прочитаме Јован 10:10. Насловот на оваа моја тема може да насловам како крадецот или крадецот на идентитети, како и да е. Јован 10:10 во онаа глава за добриот пастир. За разлика од добриот пастир кој што се жртвува за стадото и спремен е животот да го даде, крадецот влегува само за да украде, да заколе и да погуби. Тој е ѓаволот. Крадецот уништува. Замислите си која огромна разлика е вие сите кои што сте поверувале, кои што значи не сте можеби од па и нема врска ако потекнувате од верно семејство, дошол некој момент во вашиот живот кога вие сте сватиле дека значи здраво разумски сте сватиле дека не е така како што не учат во школа, дека сме настанале од мајмун или од било што нешто пониско. Туку Господ не создал. Која е разликата? Да го сватите својот вистински идентитет, дека сте Божја креација. И колку тоа има удел и влијание врз вашиот живот. За разлика од тоа, ако мислите дека ете појаката врста преживува и сега вие мора да се борите во животот за да ги погазите и излактате сите оние послабите и вие да преживеете. Значи, сосема друго влијание има врз вашиот живот. Ѓаволот, значи, од тогаш па наамо, значи, од самиот пат во грев, односно и од претходно, се труди цело време да атакува и да го украде идентитетот на човекот. Знаете, ова што го направил во Едемската градина, покрај дрвото на спознание доброто и злото, кој ја измамила Ева, всушност било одек на тоа што сакал тој. А што сакал ѓавол? Души на самиот старт. Да го украде идентитетот на Бога. Тој да биде Бог. Тој да биде над се. Видите го крадецот, видите го уништувачот. Денеска читавме дел од Римјаните, 1 глава, но еве јас ќе читам сега малку поголем дел, со каква стратегија се користи ѓаволот од памти века, но и ден денес. Од 16 стих ќе читаме Римјаните 1 глава.
Павле вели, зашто јас не се срамам од Евангелието, а Евангелието е тоа средство кое што прво интелектуално делува врз човекот за да му даде до знаење на човекот кој е неговиот вистински идентитет, а потоа Светиот Дух делува врз неговиот живот за да му го врати идентитетот. Тоа е Евангелието, силата на Евангелието, бидејќи тоа е Божја сила за спасение на секој кој верува, првен за јудеец, а и за грк, зашто во него се открива Божјата правда, од вера во вера, како што е напишено, праведникот ќе живее од верата. И сега, познатиот оној дел, зашто Божиот гнев се открива од небото на секоја безбожност и неправда на луѓето кои со неправдата ја задржуваат вистината. Ѓаволот има армија на своји приврзаници, стручњаци, така наречени, експерти, кои што ја задржуваат, се трудат, ѓаволот преку нив, да ја задржат вистината, да не стигне до човекот. Зошто ним им е познато она што може да се знае за Бога. Бог им го јави тоа. Нема никој изговор и ним им е познато. Па и неговите невидливи својства, неговата вечна сила и божество можат да се согледаат од создавањето на светот, наблюдувани преку творбите, па така немаат изговор. Никој нема да има изговор пред Бога. Зашто ако го познаа Бога, иако го познаа Бога, не го прославија како Бог, ниту покажаа благодарност, туку станаа суетни во своите мисли и нивното неразумно срце се помрачи. Значи, заборави да го кажеме тоа, ние сме создадени по Божји лик со единствена цел да го прославиме Творецот, Бога. Но овде Павле зборува за луѓе кои што се свесни, знаат, не им е сукриено да сватат кој е Бог, но тие испуштија, иако го познаа да го прослават Бога, туку им се помрачи нивното срце. Или вели 22 стих, зборувајќи дека се мудри станаа безумни. И ја заменија славата на нераспадливиот Бог со слика слична на распадлив човек, на птици, на четвороножни животни и на лазачи. Видите, докај стигнува човек кога ќе го изгуби својот вистински идентитет од вид. Да се клања пред животни, пред лазачи, пред кипови, кои што немаат ни очи, ни зборуваат, ни ништо. Затоа Бог ги предаде според желбите на нивните срца на нечистота, така што сами да ги обесчестат своите тела, нив кои Божјата вистина ја заменија со лага и му се поклонуваат и служеа на созданието место на Создателот, кој е благословен довека. Амин, вели оде. И потоа, затоа Бог ги предаде на срамни страсти, нивните жени го заменија природното општење со неприродно. Видите докаде оди целата работа, кога ќе го изгубите својот идентитет од дом. Кога ќе дозволите ѓаволот да ви го земе, да ви го украде. Мажите исто така го оставија природното општење со жена и се распалија со сладострастност еден кон друг, правејќи мажи со мажи срамни работи, добивајќи заслужена плата за себе, во себе за својата заблуда. И бидејќи не се обидел да го имаат Бога во нивните мисли, Бог ги предаде на нивниот изопачен ум за да прават што не прилега. Исполнени со секој вид на неправда и така натаму ги реди, значи сите оние негативни работи. 32 стих, тие знаат Божјата правда, дека оние кои прават така заслужуваат смрт. Па сепак не само што го прават тоа самите, туку и им одобруваат на другите кои прават. Ние денеска живееме во свет во кој што сведоци сме дека една по една држава одобруваат хомосексуални бракови. Одобруваат, што значи дека се служуваат со тоа и тие сносат своја вина со тоа. Видите докаде одат последиците кога човекот ќе го изгуби својот вистински идентитет, кога ќе заборави кој е. Глобализмот пред се денес е насочен во тој правец да избрише било каков идентитет, не само оној вистинскиот дека сме Божја крација, Божји чеда. Туку сакаат да создадат една аморфна маса на луѓе кои што ќе можат да ја моделираат како што тие сакаат, а како доаѓаат тие нови генерации, тоа и ќе се случи. Може би тоа со нас не може да го постигнат, затоа што ние се уште имаме свест
дека сме од некаде, потекнуваме од некаде, од некој народ и така натаму и така натаму. Не, тие сакаат се да избришат, корените да ти ги избришат, да не знаеш ни кој си, ни кај си, ни од кај си, ни што си. Никој ти се предси, ни ништо. Тоа барем ние на своја кожа го чувствуваме во наша држава, во Македонија, но бидете сигурни дека тоа не е сам случај овде. Тоа е на глобално ниво, тоа е целта на глобализмот. Затоа што на тој начин подоцна многу полесно ќе манипулираат со таквиот народ. И затоа и ова форсирање на хомосексуални бракови, уништување на семејството, на бракот, на се што се може. Да тотално се избрише вистинскиот идентитет. И сега, тука ќе мора малку да скратам, но Господ се прави за да го врати ликот, Божиот лик кај нас. И видовме минатиот пат, дел прочитавме од Ефесијаните 2 глава. Ајде, може пак да отвориме таму Ефесијаните 2 глава. И Павле вели дека и ние бевме мртви заради гревот, и ние бевме, како и другиот свет, чеда на гневот. И ние живеев меѓу тие таквите кратци, лажговци, како Јаков. Но Бог кој е богат во милоста, 4 стих, поради својата голема љубов, со која не возлюби нас, не оживе заедно со Христа и нас, кои бевме мртви поради нашите гревови, по благодат сте спасени, заради својата благодат. И со него не воскресна, и со него не седна во небесните места во Христа Исуса, та во идните векови да го покаже преголемото богатство на својата благодат според својата добрина кон нас во Христа Исуса. Павле, значи, по овие своји посланија стотици пати го спомнува, можеби не 100 пати, ама тука некаде десетици пати го спомнува израз во Христа Исуса. Тоа е кога човек наново ќе се роди, затоа што во Јован 3 глава, при средбата на Никодим со Исуса, Исус му вели на овој голем еврејски учител дека треба наново да се родиш. Исус му одговори во 3 стих од 3 глава: вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од дозгора, тој не може да го види Божјото царство. 5 стих: вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и од дух, тој не може да влезе во Божјото царство. Од дозгора роден, од вода и од дух роден, а во Римјаните 8 глава 1 стих Павле ќе каже дека нема осудување за оние кои што се во Христа Исуса и одат не по телото, туку по духот. Тоа се тие наново родени. Наново родени, родени од дозгора, од вода и од дух, тие живеат живот во Христа и на тој начин имаат нов идентитет. Им се враќа идентитетот, или како што во Јован 14:20, Јован не пишува, ова е па Јован, исто така често пати го спомнува израз, односно Господ, нели, тоа го кажува, јас во нив, тие во мене, како што јас сум во таткото и така натаму. Јован 14:20 кажав. Во оној ден ќе сознаете дека јас сум во мојот татко и вие во мене и јас во вас. Секојдневно гледајќи на славата Господова, како што вели Павле во 2 Коринјаните 3:18, можеме да растеме од слава во тој Христов лик, повраќајќи го Божиот лик во себе и растејќи во благодата се до оној конечен Христов раст, како што, нели, има замисла Господ. Значи, Господ е тој кој што сака да го поврати Божиот лик и сака да не освести, да не го врати идентитетот од големиот крадец на идентитети, од ѓаволот, од самиот Луцифер. И еве сега, на крајот, само да видиме една ситуација, познати стихови од Матеј 4 глава, како Исус ни дал пример да го одбраниме својот идентитет. Кога веќе сме наново родени, дај Боже, ако е тоа така, да знаеме како да го браниме својот идентитет од нападите на ѓаволот. Затоа што
Знаеме, сите ние знае многу добро и Љупче, како новокрстен, дека нападите не престанале сега, откако е крстен, туку напротив, можеби и секако се интензивираат. Матеј 3 глава, во 3 глава Матеј, значи пред она 4 глава, каде што Светиот Дух го води Исуса во пустината, каде што ќе биде кушан, во 3 глава, при неговото крштевање, знаеме, 16-17 стих јасно ни говорат, кога Исус беше крстен, веднаш излезе од водата и ете небесата му се отворија и го виде Духот Божи да слегува како гулоб и да се спушта над него. И ете глас од небесата говореше: овој е мојот возлюбен син, во кого ми е милината. Ова е идентитетот на Исуса Христа. Божиот син. Тој е Божиот син. И сега во 4 глава, ѓаволот кога го куша Исуса, што забележуваме во првото и второто искушение? Кој е првото искушение? Му пристапува искушувачот, 3 стих, и му вели: ако си Божиј син. Каде удира? На неговиот идентитет. Ако си Божиј син. Само предходно, значи, Исус му е јасно, мислам, на Исуса му е јасно, меѓутоа еве и јавно Господ објавил од небото дека тој е Божиот син, и сега ѓаволот му вели: ако си Божиј син, кажи овие камења да станат лебови. Исус се брани со напишано е. Човекот нема да живее само од лебо, туку и од секој збор што излегува од устата Божја. И сега второто искушение е исто. Тогаш ѓаволот го одведе во светиот град, го постави на крилото на храмот и му рече: ако си Божји син. Атакува на неговиот идентитет, сака да се посомнева Исус во својот идентитет. Ако си Божји син, фрли се долу, зашто е напишено, ќе им заповеда на своите ангели, цитирајќи еден од 111 кој беше псалм, меѓутоа не целосно тие стихови ги цитира, нормално со она главна своја цел да заблуди, да измами. И Исус повторно одговара во 7 стих: напишено е, не искушувај го Господа твојот Бог. И откако ѓаволот сватил дека не може да го поколеба, дека Исус е сигурен во својот идентитет, што прави сега? Ја менува стратегијата и што прави при третото искушение? Ѓавол пак го одведе многу висока горе и му ги покажа сите царства на светот и нивната слава. И му рече: ќе ти го дадам сето ова. Ама кога? Ако паднеш и ми се поклониш. Значи, повторно, крадецот на идентитети. Јас сум Бог, ѓавол вели, а ти си тој кој ќе ми се поклониш на мене. Ама Исус повторно се брани со пишано е. Само на Господа Бога ти му се кланяш и на некој друг. Значи, кој е најуспешниот начин да го одбраниме својот идентитет? Нам ни е јасно, знаеме, Библијата ни кажува кој сме, од кај сме, таа света Божја реч, и таа света Божја реч е средството за одбрана при вакви напади, кога ѓаволот удира на нашиот идентитет. Пишано е, Луцифере, јас сум Божје чело. Пишано е. И не само тоа, че Библијата ни кажува точно кои сме ние, точно кој е Бог, точно кој е и Луцифер. Мора, значи, да сватиме кои сме, затоа што тоа ќе ни зависи нашата вечна судбина. Гледате како е ова многу тесно поврзано со тоа каде ќе завршиме на крајот. 1 Петрово 2.9, ја би завршил со овој стих, кој што многу повеќе кажува кои сме. 1 Петрово 2.9. А вие сте избран род, царско свештенство, свет народ, народ придобиен, за да ги прогласите славните дела на оној кој ве повика од темнина во својата чудесна светлина и за да го прославите. Тоа сме ние. Создадени по Божи лик, сме паднале, и тоа мора да го признаеме, како Јаков на крајот што го признал дека е грешник. Значи, јас сум создаден по Божи лик, како и сите ние, сум грешник и единствено по Божја благодат
сум спасен и можам да бидам спасен ако го оставам греот, ако признам, ако сватам кој сум, ако дојдам, му се предадам на Господа, наново се родам, живеам во Христа, живеам по Духот и сватам една битна работа, исто што ја нафрлив минатиот пат, она што исто така провејува во многу примери во Стариот и Новиот Завет, односно целата Библија, дека јас мора да сватам дека сум грешник и дека се спасувам по благодат и дека спасението е дар, не е од моите дела, за да не се фалам. И затоа, ако јас правам нешто во своја сила, јас само ќе убрлям работата, ќе ја извалкам, како што тоа Јаков го направил. Да чекал на Божјето ветување, немало да се направи тоа, да се случи тоа што се случило. Немало да ги има тие 20 години на немир, на години кои што бил лажен и тој самиот од свој човек, лажен, искористуван и така натаму. И се добро ќе се завршило. И по него, и по целото семејство. Немало да стане едно дисфункционално семејство. И тој тоа го сватил. Затоа рекол на крајот, се борел и вели, ја не те пуштам се додека не ме благословиш. Вистинскиот благослов Јаков не го добил од својот татко, туку го добил од Господа. Кога сватил дека он е измамник, он е лажго, и он не може така, како што и Аврам и Сара сватиле, дека не може така да Господ ветил дека ќе имате син по ветување, ама не може така сега вие како ќе. Дај таму легни со слугинката и еве го синот. Не. Чекај на Господа, потпри се неговите ветувања. Тоа беше нели клучот и затоа што зошто израелците не влегува во Ханан која се најдува пред самата граница. Кога дозволија да има влијание врз нив, оној негативен извештај од мнозинството на извидници, што пак кажав дека е една слика и прилика на тоа што денес се случува во светот, значи медиуми, мејнстрим медиуми кои што се купени од еден исти и вие слушате се едно исто папагалски. Волку почина, волку се огромна бројка, многу разно, ваму таму некој млад се разболел, умрел, не знам што, црнила и вие паѓате, ве фаќа страв. Гаси телевизор. Или не знам дали ја следите ситуацијата во Соединените Американски држави, Миле ако ме гледа подоцна, па може веројатно ќе уфрли некој коментар засегнат од оваа ситуација. Јас некни гледав 45 минути говор, кој што Трамп го нарече можеби најважниот мој говор во животот, каде што човекот 45 минути изнесуваше факти на лажирање на изборите. Ама тоа нема да го видите на CNN, на NBC, на сите оние мејнстрим медиуми. Не, туку на некој таму медиум кој што скоро никој не го гледа или многу малку го гледаат. Замислете си во кој време живееме. Американскиот председател е под цензура од медиумите во неговата земја. Да не зборуваме за Твитер, како му бришеа пораки и така натаму и така натаму. Отидов малку во друг правец. Поентата беше тоа дека ако израелците се подпираа на Божите ветувања, а Божето ветување беше дека Ханан е вашата ветена земја, Ханан ви ја давам, ви ја дадена, ќе влезеа, ќе си ја земеа. Те така едноставно. Меѓутоа не. Затоа што не поверуваа, се исплашија и потоа мора уши 40 години да талкаат низ пустината и да изумрат сите до еден, освен оние двајца кои што го донесува позитивниот извештај, кои што се потврде на Божите ветувања, тие влегува во Ханан. Епа тоа е решението, верата, подпирањето на Божите ветувања. Затоа што кога ќе го сватиш својот вистински идентитет, ти сваќаш дека си Божје чедо, ама си во грешна падната природа и ти не можеш без Христа, без мене не можете ништо. Или се можам преку Христа кој ми дава сила. Без него ништо, со него се. Тоа значи ја не можам ништо. Мене ми треба Христос и Христос целосно и само Христос.
И само така ќе можам да победам и само така ќе може да се врати, да си го повратам идентитетот. Оној кој што човекот го имал на почетокот. Божие создание, кој што го одразува во целост Божиот лик. Нека Господ ни помогне и нека биде тоа случај во нашите животи. Амин. Боже и Господе наш, Ти благодариме за овие прекрасни вистини. Ти благодариме и за тоа што не подсетуваш и не предупредуваш кој е најголемиот крадец, уништувач, убиец, кој што од самиот почеток на постоењето на човечкиот род, односно уште предходно, но за нас оној дел кој што нас не засега пред се, што од самиот почеток на човечкиот род на оваа планета Земја неуморно работи на тоа да не поколева во нашиот идентитет, да ни наметне друг кој што не е наш, да ни го украде нашиот и на тој начин да не поведе по погрешен пат и да не уништи. Зашто мора да сватиме, кога ќе сватиме кој сме и поточно кој сме биле и каде сме се нашле и како можеме да излеземе од таму каде што сме и да се најдеме таму каде што Господ сака да бидеме, тогаш од тоа всушност знаеме логички е заклучокот дека зависи нашата вечна судбина, дали ќе бидеме спасени или не. Затоа Господи, помогне ни кога веќе сме сватиле, кога верувам дека сме го повратиле нашиот идентитет заради Твојата благодат и Твојата голема љубов, да го сочуваме, да се чуваме, како што ни дал Христос пример. Пишано е. Библијата и само Библијата. Библијата го дава одговорот токму на тоа прашање кој сме и што сме. Кој е Бог, а кој е злото, кој е на страната на злото. Водене Господи во ова нова седмица и чување од тоа зло и држене во онаа сигурност на тоа дека ние сме Божји деца. Избран народ, царско свештенство, свет народ. Тоа сме ние. Си не избрал за да можеме да Ти послужиме и да Те прославиме во овој свет, за да луѓето гледајќи ги делата наши, кои што се сушност Твои, направени преку нас, да можат да се осведочат и тие за нивниот идентитет и да дојдат кај Тебе, Господи, и до спасение. Водене и во текот на оваа седмица и чување и штитење и посебно биди со сите оние кои што се болни и се мачат. Благослови ги и нив и сите нас, се Ти благодариме во Христово име. Амин.